Илјадници свеќи, молитви и одавање почит на нашиот ангел. Над 5000 верници од цела Македонија денеска по повод празникот Свето Преображение го посетија манастирот посветен на овој ден, кој го градеше Тоше во Крушево. Според семејството Проески, изградбата на овој манастир била желба на Тоше на која работел целиот свој живот. Тошкише како мал помагаше во манастирот, доаѓаше, работеше, кога порасна почнајќи да донира за манастирот и му беше единственото место тука кај што го најдуваше неговиот мир и кај што му доаѓа импресии и за музика и за текст. Членовите на управниот одбор на манастирот со солзи во очите се сеќаваат како Тоше тука го наоѓал својот мир уште од дете. И многу сакаше да помага на сиромаси, на манастири, за Бога да зборува, никој пат лошо не зборуваше. Иконостасот, желбата негова беше да не биде дрвена конструкција, него да биде мермер. Манастирот го посети и целиот тим на малиот битолски Монмартар, кои донирале 100.000 денари за манастирот од продажбата на нивните слики. Најново, вчера, од Хонг Конг, од Кина, кои што ја видат на веб страната дека донираме средства за манастирот Свето Преображение тука, да тие сака да се вклучат. Како продолжување на хуманоста и делото на Тоше, стотици граѓани, меѓу кои членовите на фондацијата Тоше Проески, даруваа крв. Сакам да дадам крв и да спасам живот, односно таа поента што и како изговор што го имаше Тоше да ни биде водилка во нашата хуманост. Инаку во тек изградбата на патот и локацијата каде исто така според желбата на Тоше, веднаш над манастирот треба да се изгради голем крст. Според желбата на Тоше, крстот треба да биде висок 33,5 метри, односно онолку години колку што имал Христос. Со ваквите импозантни димензии, крстот ќе може да се гледа од скоро 1/5 на територијата на Македонија.